Како се одвива онлайн наставата во моментот и кои се најголемите проблеми? Онлайн наставата си започна на 1 октомври, како што и започна учебната година. На почетокот почнавме со некаде 80% од корисниците во делот за двонасочна комуникација наставници и ученици да ја имплементираат и да следат дневно настава. Сега се зголемува над 85-86, зависи кој ден како, но во најголем дел од државата имаме непречена комуникација помеѓу наставник и ученик во онлайн учењето. Секако дека постојат предизвици во делот на обезбедување на техничка опрема за сите ученици во државата и интернет пристап кај дел од наставниците. Тоа се надминува тековно, но секако дека нема 100% да се обезбедат ниту компјутери, ниту пристап до интернет, посебно за сите ученици, затоа што во нашата држава повеќе од 40.000 деца е проценетот дека нема да може да имаат пристап до IT опрема. И токму затоа и како министерка за труд претходно се залагав да имаме и детски образовен додаток. На тој начин инвестираме да сите деца имаат еднаков пристап, но и како Министерство за образование тековно ќе работиме на обезбедување на овој тип на техничка подршка на семејствата кои што се ранливи, за да може нивните деца да следат современо образование или да ги следат тековите на современо образование и до дигитализација. Како ќе се надмине тој проблем? Дали државата ќе инвестира во техничка опрема на децата, дали се лоцирани кои се и на кое ниво ќе се прави тоа, кој би требало тоа да го направи? Има ли можности за такво нешто, за социјално ранливи или за деца кои што немаат можност да имаат компјутер? Да, она кое што е интересно кај нас секогаш се вика на големо, ќе купиме, ќе доставиме. Не е баш така едноставно, затоа што семејствата треба да имаат инфраструктура за да може да имаат континуитет во интернет пристап, за да може тој лаптоп да се одржува. И токму затоа во земји во развој како нашата земја, телевизијата е најраспрестранет медиум. И затоа на националниот сервис имаме 2 канала, на македонски наставен и на албански наставен јазик, и учениците ќе може да ја следат наставата еднакво како да речеме на компјутер, со тоа што обврска имаат наставниците во упатствата кои што ги добија да бидат во комуникација и да прегледуваат што е она што се пишува, она кое што го учат учениците. Исто стои опција за тет-а-тет средба помеѓу наставник и ученик, за да може да се провери развојот до каде е на учењето. Како ќе се проверува нивното знаење? Во упатството кој што го донесовме на почетокот на учебната година, стои дека на секој тримесечие ќе имаме физичко присуство или валидација на знаења со физичко присуство, но гледајќи ги последниве бројки, јас сметам дека ќе го реобмислуваме овој концепт, затоа што онаму каде што тече настава со физичко присуство, ќе можеме да спроведеме валидација со физичко присуство, онаму каде што тече онлайн настава, јас сметам дека во првото тримесечие е подобро да не ги изложуваме во ризик наставниците и учениците, да се обезбеди првата оценка преку систем на испрашување или тестирање кој што ќе биде онлайн и тоа ќе си го спроведат наставниците. Секако доколку имаат сомнеш дека одреден ученик не ги дал вистините податоците во онлайн испрашувањето или тестирањето, ќе може да го повикаат, но тоа ќе бидат инцидентни случаи. Главно мислам дека следејќи ги бројките дека ќе го реобмислиме. Секако на полугодие, кој што ќе биде после распустот, тогаш би требало да можеби обезбедиме можност за физичка валидација. Значи нема можност да се обезбедат компјутери или таблети за деца. Се размислува во овој момент, видете, ние обезбедуваме тековно, има многу донации кои што стигнуваат по 100, по 200 лаптопи, компјутери. И администрацијата сега проверува што се има во свој капацитет за да дистрибуираме. Но 40.000 е бројка. Дури на регионално ниво да се набават е невозможно во овој период. Така да сметам дека тоа тековно ќе оди и нема да превземаме зала кој што е невозможен да се соџвака. Туку ќе одиме чекор по чекор. Она кој што сега може да го обезбедиме, ќе го обезбедиме. Дигитализацијата не застанува со ковид. Дигитализацијата е процес кој што трае и државата треба да е припремена. Сепак ние сме земја во развој и тоа треба да го имаме во предвид кога зборуваме за образовен процес, реформи во образовен процес и на кој начин стигнуваме до квалитетно образование кај секој дете. Затоа што квалитетот на образованието не беше еднаков кај секој дете и пред ковид кризата. Каква е покриеноста со интернет? Имате ли податоци за тоа? Да. Па и во училиштата? Да, има во училиштата во најголем дел се покрие затоа што цело време имаше некоја дискусија дека тие немаат пристап до интернет, дека Министерството набавува, но тие немаат интернет. И кога ќе влезете подлабоко, затоа што се интересирам и за практичната имплементација на работите кои што ги зборувам, ќе видите дека до влезот на училиштето имало оптички кабел, но немало внатре.
И сега кој е одговорен за каблирање? Секако не министерот. Затоа во соработка со градоначалниците, со директорите, со интензивна комуникација и координација, во најголем дел од училиштата имаме беспрекорен пристап до интернет. Имаме училишта риско-планински каде што нема, па и наставниците можат од дома да извршуваат настава затоа што таму навистина нема опција да се воспостави, но во најголем дел функционира интернетот и затоа имаме 85% покриено со онлайн настава. Како го решавате проблемот со руралните средини, како е таму? Руралните и оние кои што ни се подрачни училишта во најголем дел добија позитивно мислење за настава со физичко присуство, посебно оние кои што се до 5 одделени и малиот број на ученици, и тоа се околу 600 позиции од 1000 кои што добија за право со физичко присуство. Останатите се со онлайн настава. Акцентот е ставен на наставникот, на наставниот кадар кој што во моментот се грижи околу техничкиот дел. Значи да се оправда при тие контроли, а сметаат дека малку време им посветуваат на децата. Како се планира ова да се реши понатаму? Дали ќе дојде до да не се изгуби во образовниот процес? Наставниците се важна алка, најважна. Тоа што со години сме заборавиле дека тие се клучот на образованието, тоа е друга дискусија. Но денеска јас гледам дека има многу наставници ентузијасти. Националните обучувачи за Teams, за дигитализација, па тие душата си ја дадоа во овој месец. Тие обучи 1600. Тие 1600 се од себе дадоа да ги обучат своите колеги и сега си помагаат помеѓу себе. Па гледам дека има соработка училиште со училиште. Ако едните не знаат како да се приклучат, другите им помагаат. И навистина сметам дека тие доаѓаат во чекор со новото време. Секогаш ќе имаме некој кој што тешко ќе се прилагоди на новото, но тоа е и човечка особина. Некој полесно, некој потешко на новото се прилагодува. Но гледам дека тие фаќаат чекор со новитетите кои што им се понудени и дека ќе изгуби квалитет на наставата заради дигитализација. Тоа секако е така, заради тоа што наставата во училница ништо не може да ја замени. Викаме дигитализација како дополнителен дел во наставата во училница. Но тие недостатоци кои што ќе се појават сега за оваа година и по минатите 6 месеци и овие месеци на 2020-2021 ќе ги надополнуваме во наредните години, затоа што секако мора да сме свесни дека недостатоци и дупки, да речеме, во знаењето ќе се појават, но затоа ќе се нуди паралелна курикула која што ќе нуди дополнување на знаењата кај учениците. Но наставниците мора да кажам дека ќе бидат во центарот на моето внимание, не заради контрола, заради поддршка. Без наставници не може да имаме квалитетно образование. На која и развиена земја да го видите моделот и прашате зошто сте најдобри во образование или зошто добро перформирате на меѓународни и национални тестирања, затоа што наставникот им е квалитетен. Кога имате квалитетен наставник со сите вештини, тој да го ставите и во запуштеното место, во најзапуштеното училиште, тој ќе создаде услови за учење. Затоа што вие може да учите и во двор, може и во училница, можете и онлайн. Но важни се вештините што наставникот ги има да го пренесе знаењето и колку тој сака да истражува. Кај нас, наставниците, како да биле насочувани да не истражуваат, да не размислуваат, да следат еден учебник, што е погрешно. Ние се ќе го отвориме системот. Нивната креативност е добредојдена и нивната креативност ќе не води низ реформите. Значи треба да им дадеме време да влезат во техничкиот дел, да се усовршат за да можат понатаму својата креативност да ја искажат. Така, и тие сега имаат време, главно допис од Министерството за образование за прв пат можеби се испраќа до Државен инспекторат, Државен просветен инспекторат и до Бирото за развој на образование и до директорите, да не се оптеретуваат со бирократија и администрација наставниците. Дека сега е тие важно да одржат комуникација наставник-дете, наставник-ученик, да во континуитет одржуваат комуникација со нив, а наставните ливчиња, наставните планирања можеме и одложено да ги напишеме. Нема трагедија. Зошто? Сите се навикнуваме на ова ново функционирање во образовниот систем. И најважно за мене е да наставникот се грижи за децата, да му се тука, да му се собрани, да пишуваат, да раскажуваат, да учат едни од други. А се што е бирократија и администрација, ќе го завршиме, нема проблем. Има ли можност да работат од дома, например, да предаваат од дома наставниците, да не се трошат ресурси во училиштето или се жалат на тој интернет кој што постојано им се таму каде што немаат услови заради интернет или заради IT опрема, апсолутно ми е обезбедено тоа право како инцидент, да речеме како инцидентни случаи во кои што тие може тоа да го потребат како алатка. Знаете, имаше минатата година една перцепција кај населението дека наставниците ништо не работат. Таа перцепција не треба да биде таква. Сега гледаме колку ни се важни наставниците. Гледаме колкава замена прават
сте родител од наставниците. Кога имаме заменски наставници, родителите кога стануваат, во тој момент ја сваќаме вредноста нивна. Затоа наставниците треба да се на работни места, треба да одржуваат часови, но секаде каде што не се создадени услови, директорите имаат добиено одобрение да ги пуштат да работат од дома. Секако да не забораваме доаѓа зимски период, во кој што треба да рационализираме ресурси и колку тие ресурси ги распространуваме без причина, како грејење и така натаму. Да, токму заради тоа ќе го дискутираме. Ќе се мешаат со децата од прво до трето одделение, ќе се мешаат меѓу себе. Поголема опасност постои нели од само е важно дека едни па наставници ќе треба да одат на работа, други ќе може да бидат дома. И тоа треба да се отвори како дискусија. Таму каде што ќе имаме отворени училишта заради физичко присуство и кои што веќе се греат, тогаш наставниците ќе бидат во училница. Таму каде што целосно училиштата се затворени, само наставниците држат онлайн настава, ќе треба да дискутираме дали можеби на 2 недели едните да бидат дома, па другите да доаѓаат за помал дел од училиштето да се грее. Но важно е да се гледа работна активност и посветеност од страна на наставниците, зашто тие ни се партнери во реформите. Ние зборуваме за кариерен развој на наставник. Ние велиме треба да се вложува во наставникот, тие се центар на општеството. Ама за тоа треба и јавноста да види дека наставникот ни се труди да обезбеди најквалитетна настава можна во овој период на ковид. Зошто се доцнеше со платформата? Толку време. Не се доцнеше, ние во тие 4 недели кои што ги имавме од 1 септември до 1 октомври направивме максимум и таа е функционална и денеска имаме универзален систем во кој што сите наставници и ученици, дури и оние кои што да со физичко присуство имаат лозинка и пристап до она што значи распоред и одржување на двонасочна комуникација онлайн, за во случај да ни се променат бројките или епидемиолошката слика, да можеме сите да ги префрлиме итно на онлайн. Така да сметам дека тој дел што следи за подготовка на материјали и поставување на материјали на посебен линк, тоа е нешто кое што сега се скелира и се поставува. Но двонасочната комуникација е функционална. Жал ми е што некои од медиумите искористија заради сензација да прикажуваат дека не работи платформата, но еве да зборуваме со родителите и со учениците и да видиме дали работи. Јас сум во дневна комуникација и велиме 85% функционира. Таму кај што не функционира заради пристап до интернет во училиштето или заради немање на IT опрема кај децата. Што значи дека дефинитивно Teams делот или двонасочната комуникација работи. Има уште еден проблем со децата со посебни потреби. Нивните асистенти се исто така онлайн, така да таа комуникација околу вклучувањето оди тешко. Како да се реши тоа? Значи, ако родителот не е дома, детето не знае како да се приклучи. Асистентите може да бидат и во домот. Немаме тука никаква забрана за приближување, да кажеме, во домот. Ако се договорат асистентот и родителот, асистентот е предвидено ако е детето онлайн со настава, тогаш да биде асистентот во домот. Ако е детето со физичко присуство, асистентот да биде во училница. И тоа стои во протоколите. Така да тоа не имаме ограничување. Да. А додека посебните училишта ги пуштивме со физичко присуство заради потребата од интензивна комуникација и работа 1 на 1, Комисијата за заразни го прифати предлогот на училиштата да ги пушти со физичко присуство заради интензитетот на работа.